Благодарам. Почитуван Андреас Симеу, председател на Извршниот комитет на Советот на Европските политички синдикати, почитувани членови на Извршниот комитет, почитуван председател на Македонскиот политички синдикат, господин Ацо Антовски, почитуван министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, почитувани полицајци, заштитници на граѓаните, почитувани медиуми, почитувани гости. Ми представува особена чест што присуствувам на отварањето на настан на кој се слави синдикалното здружување во Република Македонија, но и во Европа. Моето задоволство е уште поголемо, имајќи предвид дека годинава Македонскиот политички синдикат одбележува голем 25 годишен јубилеј од своето формирање. А токму овој синдикат е првиот кој во независна Република Македонија се здоби со статус на репрезентативен синдикат. Улогата на синдикатите во едно општество е од суштинско значење. Тие се тука за да ги заштитат работниците и силно и неуморно да се борат за остварување на нивните права. Владата на Република Македонија ги поддржува сите заложби на синдикалните организации, бидејќи во одредена мера тие се коректори на власта во сегментот на работничките права. Затоа власта е отворена за диалог со синдикатите. Крајна цел на работодавачите и државата од една страна и на синдикатите од друга е подобрување на условите за работа на сите работници. Тоа може да се постигне само со диалог во кој сите имаат иста цел, а тоа е благосостојбата на работникот. Со едностранни одлуки само едната страна ќе биде задоволна, а тоа секако сите знаеме дека не е добро. Никој нема корист, а најмалку општеството, од незадоволен службеник, од незадоволен работник или од незадоволен работодавач. Јас многу добро знам дека диалогот знае да биде тежок и мачен, но во ниеден момент не треба да се откажувате. Се работи за вашите права како работници и вие најдобро знаете како да ги заштитите. Дополнително, ако од крајниот епилог, преточен во колективен договор, се задоволни двете страни, тогаш ќе бидете сигурни дека вредело да се борите. Владата на Република Македонија во изминативе месеци покажа дека го слуша гласот на граѓаните и дека заеднички ги носиме одлуките. Пред Македонскиот политички синдикат и неговото раководство секојдневно стојат проблемите и отворените прашања на речиси 8.000 политички службеници. Но решението на тие прашања е и наша обврска. Полициските службеници секојдневно се содруваат со сторители на кривични, на прекршочни, а многу често и на тешки дела. Затоа мора да ги гарантираме дека по завршувањето на работното време тие ќе се вратат дома кај своите најблиски, спокојни и безбедни. А утредента ќе се вратат на работните места и ќе ги заштитат сите граѓани, сите нас, децата, младите, возрастните, пензионерите, целото општество. Само пред 2 дена со Женевскиот центар за демократска контрола на вооружените сили потпишав меморандум за разбирање преку кој ќе се спроведува програмата за реформа на секторот на безбедносните и разузнавачките служби на Република Македонија за периодот 2017-2020 година. Оваа реформа значи забрзано враќање на довербата во институциите, како што е Министерството за внатрешни работи, односно враќање на довербата во полицијата. Оваа доверба е од особена важност, ако се има предвид дека до пред неколку месеци токму овие институции беа символ на заробената држава која ја наследивме. Сакам да истакнам дека денешниот состанок на Извршниот комитет на Советот на Европските политички синдикати представува исклучителна можност Македонскиот политички синдикат да размени искуства со своите колеги од ваквите синдикални здруженија во Европа, да ги слушне нивните практики и искуства во областа на правната заштита на полицискиот службеник и со тоа да ги зајакне своите капацитети. Како земја која чекори на патот кон НАТО и Европската Унија, соработката помеѓу синдикатите во рамките на Европа е повеќе од неопходна. Заедно ќе бидеме посилни, само заедно полесно ќе стигнеме до крајната цел. На крајот,
би сакал да честитам уште еден јубилеј. Годинава, Извршниот комитет на Советот на Европските политички синдикати ја прославува 30 годишнината од формирањето. Оваа бројка, но и фактот што овој комитет е дел од асамблејата на невладини организации во Советот на Европа, се показател дека синдикалните здружувања се силна алатка во напорите за подобрување на правата на работниците. Благодарам и со тоа го прогласувам настанот за официјално отворен. Благодарам.